Почитувани, ве поздравувам од центарот на Скопје, од фирмата која се нарекува Полиграф центар. Тука сме за да дознаеме, а вака сум и опремен, би рекол, за да дознаеме на кој начин функционира полиграфот или популарен кај луѓето како детектор на лага. Зошто оваа тема? Бидејќи од лагата е стара веројатно колку и човештвото и веројатно не постои човек на планетава што никогаш во животот не излажал. Работата е во тоа колку лажеме, зошто лажеме и кога лажеме и какви се нашите реакции кога лажеме. Во однос на лагата како социјален феномен постојат и филозофски, и психолошки и секакви истражувања. Филозофијата вели дека лагата е секогаш неморална, дури и кога е корисна, меѓутоа психологијата вели дека луѓето не лажат затоа што се зли по својата природа, туку лажат за да избегнат некоја непријатност. Сега современата наука, односно човештвото, општеството, современото општество за да биде уредено, пронашло начин како лагата да ја открие и бидејќи во многу постапки потребно е да се докаже вистината. Пред околу 100 години е измислен полиграфот, популарно наречен детектор на лаги, и тој се користи во предистражната постапка. Во многу земји не е прифатен како доказ во судската постапка, така и кај нас согласно кривичниот законник, но повеќе за ова, како и еден тест во пракса, односно во приложение, ќе видите, низ разговорот со мојот денешен соговорник Никола Божиновски, основач и еден од основачите и собственик на фирмата Полиграф центар, како што реков, единствена лиценцирана во Македонија лабораторија која врши полиграфски испитувања, односно ги става своите клиенти кои ќе дојдат овде доброволно на детектор на лаги. Господине Божиновски, добре дојдовте во емисијата на Телма. Добре дојдовте и вие, ви благодарам што не посетивте. Се надевам дека во најавата кажав генерално една слика и не погрешив многу. Така, во главно се е во ред што кажавте. Народски полиграфот тоа е уред и тие се сите сензорни компоненти што се поставени на вас. Јас веќе се чувствувам непријатно, морам да ви признам, бидејќи се чувствувам како на некој специјален медицински преглед, а веројатно голем број од гледачите и од луѓето чувствуваат нелагодност кога се на некаков преглед. Веројатно е природно. Да, тоа е природно. Наша обврска е да ги смириме испитаниците, односно да им објасниме како функционира полиграфот, дека нема никакви проблеми да направи врз вашиот организам, односно наша задача е да ве пуштиме до фаза на хомеостаза, тоа е смиреност, па дури потоа седнуваме на полиграфско тестирање. Така да постојат и група на луѓе што не се подобни да се врз нив да се врши полиграфско тестирање. Кои се тие бремените жени? Од медицински причини, бремени жени, повеќе доилки, затоа што лактозата негативно влијае врз физиологијата на организмот. Како што кажав, нашиот позив е форензички психофизиолог, односно детекторот на лаги работи врз основа на психолошко-физиолошките реакции на организмот. Так. Односно, на стимул на прашање од наша страна во звучно изолирана просторија и претходно објаснети прашања, како ќе реагира вашиот организам. Односно, спои на психологија, физиологија и имаме форензичка наука. Ајде близ прашања, вака, бидејќи сум љубопитен, а веројатно гледачите сакаат да разберат. Прво, зошто мора да е просторијата звучно изолирана? Просторијата мора да е звучно изолирана, затоа што сите надворешни влијанија во текот на тестирањето може да влијаат врз реакциите на телото. Односно, секој звук, односно шум надворешен, доаѓа до реакција на телото што не е својствена на стимул на прашање. Значи, рековме, полиграфот работи стриктно на стимул на прашање, кој преку сензорите, односно преку угото, доаѓа нашиот мозок и одговараме со устата, со да или со не, така да сите надворешни влијанија може да имаат реакции врз вашето тело што не представува одговор на стимул на прашање. Прашањата мора да видат со да и со не. Прашањата да видат со да и со не. Ние претходно ги соопштуваме прашањата на сите испитаници. Претходно подготвен прашалник. Претходно подготвен прашалник. Најбитно е претходно за сите испитаници дека треба да има доброволна согласност. Значи секој испитаник потпишува доброволна согласност со која се согласува да докаже својата вистина. Може би некој го обвинува непотребно, може би има сомнеш кон нешто, со доаѓањето на полиграф лицето ќе докаже својата вистината, ќе се слободи од сомнежите или набедувањето од страна на лицата или од истражните органи.
Ете така, вие сте единствена фирма во Македонија, така реков во најавата, меѓутоа веројатно Полиграф имаат безбедносните институции во Македонија, служби и агенции, веројатно Министерството за внатрешни работи, со оглед на тоа што во кривичната постапка, односно во судската постапка, ова не се прифаќа како доказ, тестирањето од Полиграф. Прво, зошто е така? Зошто не се прифаќа како доказ? Полиграфот до многу земји не е прифатен како доказ, има одредени земји кои го користат како доказ, но сепак во предистражна постапка се користи полиграфското испрашување. Секаде? Секаде, да. Во Соединетите Американски држави, во Англија, полиграфот го користат за сексуални престапници, односно post-conviction sex offender. Значи, тоа се луѓе кои извршиле сексуално насилство врз деца или партнери и потоа, после ослужување на казната, имаат законска регулатива да секои 6 месеци прават полиграфско тестирање и покрај тоа што не е битно дали имале контакт со лице од спротивен пол или малтретирано лице, ако падне на полиграф, истиот се враќа на служување на казна затвор. Колку е веродостоен полиграфот? Полиграфот, последните истражувања покажуваат дека полиграфот од 95 до 100% е. Некаде прочитав дека во Соединетите Американски држави некои испитувања пред 10 на 15 години покажале дека веродостојноста е до 67% само. Веродостојноста е во тие години, значи многу е битно за веродостојноста на полиграфското тестирање испитувачот да е лиценциран и сертифициран. Значи битно е уредот да е современ, затоа и рекоме науката полиграфска е комплексна и полиграфот е измислен во Америка. Значи се додаваат нови сензори, нови контрасензори што користат контрамерки. Значи секој што сака да лаже, односно да го изигра полиграфот, користи контрамерки, но ние како испитувачи треба да сме обучени да го согледаме тоа. Добро, ако е 90 до 95% веродостоен, дури и повеќе рековте, зошто тогаш не се прифаќа како доказ на суд? Логично е прашањето и мислам, ако е веродостојноста толку голема, би требало да биде и материјален доказ на суд. Ви кажав, затоа што полиграфот е прецизен 100% како уред. Значи, битно е испитувачи има од лиценцирани и нелиценцирани, секаде во светот. И битно е колкав е степен од обука. Затоа некаде има како доказ го прифаќаат со двојно мислење во некои држави. Значи, јас едно мислење давам за вашата реакција и друг испитан инструктор. Некои држави го прифаќаат и тоа. Добро, во Македонија кои безбедносни институции имаат и користат полиграф? Во Македонија користат надворешната служба и надворешната служба за разузнавање. Таму се врши проверка на логовност со своите вработени. А Министерството за внатрешни работи? Предпоставувам дека они имаат, но во моментов не сум запознаен со состојбата како е таму. Иначе во Министерството за внатрешни работи се прават тестирања за криминални случаи, кражби, убиства. Поред ваше мислење, ако веродостојноста на тестовите на полиграфот е голема, би требало да биде ово прифатено во судска постапка како доказ? Дали на креаторите на политики може би им сугерирале да го сменат? Како основен доказ не може и никаде не се прифаќа, но има многу области каде што може со полиграфот да се докажат одредени работи. Например, доколку вие се возите во возило, такси возило, и сте обичен патник. Доколку стопира полиција возилото и пронајде одредени забранети средства во тоа возило, вие ќе бидете исто приведени затоа што сте дел од тоа возило. Вие можете преку полиграф да докажете дека не сте учествували, не ви е познато што пренесува тоа возило. Така. Во тој случај би ви помогнало многу. Во случај на педофилија и сексуално насилство, значи има луѓе што се обвинети без со некоја друга намера. Разбирате? Нема друг начин да се докаже освен со полиграф и во тој случај обвинителот и судијата би требало да го земе во обзир тоа што вие сте го поминали полиграфот и што немате никакви допирни точки со сексуалното насилство или педофилија или со тоа. Добро, ајде сега малце да објасниме како функционира оваа справа. Јас сум тука, како што реков, некако опремен слично како за на некои медицински тестови, тестирања. Ова е компјутер пред вас. Полиграфот се состои. Само да прашам, дозволете да го поставам прашањето. Веројатно компјутерот не покажува што е лага, што е вистина, туку покажува одговор на телото на некој физиолошки начин како телото реагира во дадена ситуација. Така. Значи телото, нашиот нервен систем се состои од автономен и мануелен нервен систем. Автономниот нервен систем е тој што човекот не може да го контролира. Полиграфот работи баш во тој дел.
Значи, кога човек направи одредено дејство, сето тоа се запишува во нашиот мозок. На стимул, на прашање, кога ве прашуваме дали вие сте го направиле тоа дејство, мозокот, колку и да сака да излаже, сепак не оддава, може би визуелно не, но преку потењето, преку срцето, преку физиологијата, телото го издава човекот. Значи, што се мери сега кај мене? Значи, Односно, во моментот сум само опремен, тестирањето ќе го направиме во текот на емисијата, малку подоцна, ќе ми кажете кога ќе почнеме, нели? Така. Сега сум само опремен вака како што. Уредот се состои. Ова е главната компјутерска единица, односно полиграфот. На вас се прикачени сензорните компоненти. Тоа се на раката имате два сензора за мерење на електродермалната активност, односно отпорот на вашата кожа. Човекот кога лаже, значи се запотува повеќе. Можеби некој повеќе се запотува, некој помалку, можеби приметувате и визуелно на кога разговарате со некого, но сензорите се од специјален материјал го мерат вашиот отпор на кожата, а ние го гледаме на монитор. Степенот на потење? Да. Зошто значи, на левата рака поставени? Или тоа не е битно лева или десна, мажетната за срце на другата страна. Средниот сензор е плетизмограф. Тој исто, да, исто. Значи тука се мери промената на волуменот во крвта. Значи кога човек лаже, кога не ја кажува вистината, крвта се повлекува од екстремитетите и доаѓа до делот кај во мозокот за да бидеме поуверливи да го излажеме тој што ни спрашува. Во живо рековме, можеби да бидеме уверливи дека не лажеме, но сензорите што се прикачи на полиграфот ни ги дава резултатите на мониторот. На градите имате две пневматски црева што го мерат дишењето на човекот и тие се дел од автономниот нервен систем кој не можеме да го контролираме. Ние во секој момент гледаме дали вие користите контрамерки, односно го задржувате здивот или не и ќе го поменеме дека не треба така, треба да дишете нормално и да одговарате со прашањата да и не. Добро, постои ли совршен лажба? Некој што ако се тренира долги години или долг период на ова, сме гледале по филмови такви нешто, меѓутоа тоа е реков работа на филм. Дали во реалноста постои човек што може да го надмудри полиграфот, односно да помине на тест иако сокрива некоја истина? На филмовите секогаш главната улога знаеме дека го поминува полиграфот заради интересен. Не секогаш. Во 80% случаи го поминува. Кај нас е битно, значи идеален лаж го нема, туку има неспремен испитаник. Ви реков, доколку вие ми користите контрамерка, односно правите грчеви со рацете или мрдате со телото, јас не го приметам тоа, тогаш дефектот, односно маната е кај мене, не е кај вас. Вие, значи, сте успеале да ме прелажите затоа што јас не сум приметил дека користите контрамерки. Луѓе користат нитни во патиките, користат згрчувања, значи намерно се гризнуваат во со јазикот. Тие се контрамерки. Да, што сака да го излажат полиграф. Но го полиграфот уредот не може да го излажат, може да го излажат само испитувачот. Доколку не сум концентриран, доколку не ве гледам цело време, затоа и позицијата е поставена вака да го гледам вашето тело нон-стоп. Значи гледам во мониторот, гледам во вас. На крај испитувачот кажува дали некој лажи или не, а не справата тука. Справата има и автоматски мерен систем, но секогаш ние правиме покрај тоа ни служи за компарација мануелно. Сите реакции гледаме, мериме мануелно. Има алгоритамска пресметка со која што се добива прецизен резултат до максимум. Значи, наше е да заприметиме дали користите контрамерки или не. И реков и мажетната за срце ги мери промените во срцевиот ритм, кога човек лаже, се случуваат значајни промени во работата на срцето. А се мери и притисокот при тоа? Притисокот не е срцевите промени во срцето. Ние ќе го напумпаме, кога ќе биде тестирањето, мажетната ќе напумпаме и ќе гледаме вашите промени. Така. Значи на стимул на прашање, кога ќе ви поставам прашањата, срцето и другите делови од вашиот физиологија ќе реагираат различно, ние ги гледаме тие на екран. Значи на мониторот само гледаме какви се вашите реакции. Ако вие како сертифициран инструктор и испитувач на детектор на полиграф седнете на оваа позиција, а вашиот колега ве тестира. Така. Ке може ли да го победите, бидејќи вие знаете, долги години работите на оваа проблематика, веројатно знаете како да ја надмудрите оваа справа? Значи, справата можем да ја надмудрим ако не ги согледувам моите контрамерки, ви реков. Другото, доколку јас направам некое дело, значајно што е, затоа значи се испитуваат лица што разбираат, што разликуваат што е морал и што не е морал. Односно што е кривично дело, добро и лошо. Значи луѓе што не разбира, јас имав случај со серијски убиец во Америка што
11 убиства извршил, за 12-то му го откривме. На полиграф? Сепак, да. Серијски убиец, ама 12. Значи се прави дистинкција од тие претходните убиства, на 12-то исто имаше реакции. Лицето си остана во затвор, каде што беше однесено. Значи, Он бараше да се повтори. Убиец знае дека тоа е лошо што. Он бараше да се повтори постапката и мислеше дека може да го помине полиграфот, но сепак се случи спротивното. Реакциите беа школски за нас, мислам јас тогаш бев помлад почетник, али сепак реакциите беа од сите што бевме во тој дел од обуката, видовме дека реакциите се сите, резултатите се сите исти. И ние затоа кога вршиме обука на нови полиграфисти, кога задоволни сме кога сите имаат исти резултати. Значи тоа е постигната целта на обуката. Кој се може да биде полиграфист? Полиграфист може да биде лице што завршило високо образование, предност имаат од психологија, криминалистика, право, но можем да кажем и другите општествени науки, да можем да кажем дека не треба да биде само добар психолог, добар криминалист, добар правник. Треба науката е комплексна, значи е составена од повеќе сегменти кои треба да се познаваат при текот на работењето. Така да рековме, искусен полиграфист може да биде лош манипулатор со сензорите, односно со уредот, со компјутерот, тука се настанува грешка. Затоа рековме, лицето мора да е високо морално, да ја сака работата, да се обучи стручно и може да работи слободно. Веќе го спомнавте масовниот убиец од САД, во тоа време кога бевте на обука, веројатно, да, и на професионално усовршување. Так. Сега во Полиграф центар во Скопје нудите 3 вида на услуги. Значи соработувате со приватни лица, приватни компании, приватни лица кои бараат да се докаже нешто меѓу нив, меѓу некаков спор, односно некаков сомнеж да се разоткрие. Потоа со приватни компании кои исто така имаат причини да се сомневаат, односно да ја докажуваат вистината или лагата, и со обука на нови полиграфисти. Да, вршим обука на нови полиграфисти. Ние сме единствен лиценциран центар за обука на нови полиграфисти кои се активно вклучени во нашите општествени компании и во државните служби. Значи, како функционира обуката? Колку време трае обуката? Има ли интерес? Интерес има. Сите повеќе да барат дали автоматски следува вработување. Не следува, но сепак како кариера, како нова тематика во нашето општество е интересна полиграфската наука. Значи, институциите се уште се во фаза на почеток на развој на полиграфската наука и во иднина ќе бараат повеќе, затоа што во Македонија постојат само 4 лиценцирани полиграфисти. Вклучително и вас? Јас, да, колегата Сафет Фрцовски и уште 2 колешки, сепак и женското како полиграфист представува предност во работењето со одредена подобра и секој институција да има и машко и женско, затоа што да се отфрлат тие верзии кон машко, женско, кон... Сакате да кажете кога испитувачот кога тој што се испитува маж или жена треба да биде исто така од ист пол, испитувач? Не, сме имале случаи кога во МВР за одредени кривични дела, например женско станува збор за женско лице, повеќе затворена. Од тие случаи оставаме, тоа е методолошки тактички процес, целата постапка оставаме, например, доколку сака да разговара со женско лице, да разговарат, ние напуштаме просторијата, може би ќе се отвори, зашто целта е да се лицето одоброволи да зборува за одредениот настан. Може би крие нешто што не би сакала да го каже кон спротивен пол. Значи сите опции, рековме за испитаникот да се одоброволи, се во игра, така да поволно е да има. И тој лиценциран испитувач треба да има скромни познавања, односно базични познавања и од медицината, веројатно, значи, за да знае да го толкува резултатот. Не рековме, да не е само психолог, да не е само правник, да не е само медицинар, значи комплексна наука, затоа што треба, рековме, анатомија на човек да се знае, психологија, криминалистика и видови на несување, говор на тело, значи нашата обука има и говор на тело, тоа е цела тематика каде што ги гледаме реакциите на телото, човекот како реагира, уште со самото доаѓање во нашите простори. Вие знаете дали некој лажи или не? Да. Значи, во 80% во прединтервјуто ние го знаеме резултатот на тестирањето. Ова е овде формално што го потврдува? Овде е формално што само ни се потврдува дека тоа е тоа и дека сме на прав пат. Го потврдува вашиот првичен впечаток. Так. Добро, со оглед на тоа што сте работите приватно, кажавме кој се може да ги ползува вашите услуги.
Може ли да ни кажете, кога доаѓаат приватни лица, зашто најчесто се бара тестирање? Или кога доаѓаат компании? Во какви компании кога доаѓа најчесто за проверка на лојалност и заштита на истекот безбедносни информации што се дело на тајна во нивното работење. Значи доаѓаат IT компании, реков примањата на вработените се големи, но сепак развиваат сопствени софтвери, односно сопствени иновативни производи, продукти што не сакаат да ги споделат со други компании затоа што вложиле во развој на тој софтвер. Проверка на вработените, дали случајно го злоупотребиле, односно споделиле информација со други компании кои се партнери, односно како и вас што ќе ви направиме проверка во подостежното тестирање, доаѓаат луѓе што за семејни кражби, внатрешни, значи во кругот на семејството, кривични дела што се под поголем ранг не ги работиме, тоа се подпаѓа под Министерството за надшите. Што значи кривично дело од повисок ранг, што за вас е веќе? Убиство, кражба, тешка провала во туѓ стан. Тешки кражби не работите? Не смееме, законот не дозволува, тоа се во рамките. Кој закон не регулира вашата дејност? Кај нас е, затоа што ви реков, се е доброволно, закон имаме научно-истражувачка дејност. Значи секој што сака да си докаже, како што секој што сака да достави крв да му проверат каква е состојбата на неговото тело, така и со ова. Значи секој сам бара, не бараме ние, секој бара да си ја докаже својата вистина. Доаѓаат и партнери за неверства, ги тестираме истите. Со оглед на тоа што имаме уште 9 минути до истекот на емисијата, колку време е потребно за тестирањето, бидејќи имаме уште неколку 5-6 минути, повелете, ќе стигнеме. Некој најинтересен случај од досегашната пракса, вака се разбира, за гарантирана дискреција да издвоите нешто што било многу интересно и вам ви оставило осебен впечаток од како ја работите оваа работа. Освен ова со убиецот од САД. Нешто во Македонија? Во Македонија исто бевме присутни на повеќе, значи најдовме, да би го извоил убиство исто во Македонија, што со истражната постапка не може да дојде до никаков доказ. Преку полиграфот стигнавме до многу добри информации, што подоцна и се најдои докази и сега се реши. Во делот поранешна до ваша кариера? Да, поранешна. Додека во приватната безбедносните институции. Сега овде во компанијава додека работиме има, реков, најдовме семејна кражба кога сите мислеа дека одредено лице од поширокото семејство извршило кражба на злато. Утврдивме дека кражбата извршиле лице од најблиското семејство. И иако претходно сите дојдоа со уверување дека не е никој од нив, дека е надворешни лица, ние им кажавме и каде е златото, и кој го земал, и зашто е употребено. Значи, со полиграф. Кој е најчест вид на потреба овде? Веројатно спомнавте и приватни лица. За жал, највеќе партнери. доаѓаат партнери за неверство, доаѓаат партнери во брак, пред брак, дечко и девојка, доаѓаат за проверка на изјава, значи изјава, вистинитост на изјава, може и тоа да се провери при полиграф, одреден настан за кој би подпишам изјава, дали е вистинит или не, сомнежи врз нешто што е сторено. Што покажува мнозинството на тестове? Колку луѓе тоа зборуваат вистината, колку лажат? Повеќе се повеќе докажуваат вистина или повеќе? Во однос на неверствата постои во Македонија, статистички гледано во нашата компанија, поголема доза на љубомора, односно телосиндром кој се јавува кај партнерите кога безпотребно чувствуваат љубомора кон партнерот. Значи повеќе лажни сомнежи од повеќе лажни сомнежи. Да, партнерите преминуваат многу и технички средства, дури се чудиме, и средства за средење за да го следат партнерот, но потоа доаѓаат на полиграф и се уверуваат дека стварно погрешно работеле и задоволни сме ние кога и они сретни се ја напуштаат нашата просторија. Добро, за да не ми замерат колегите од Телма, да не го пробиме терминот за емисијата, еве јас сум подготвен и давам согласност да бидам тестиран. Значи сега ќе извршиме тестирање, аз ви ги соопштив прашањата претходно, сите прашања на испитениците им ги кажуваме претходно и ги разјаснуваме. Без условно. Сите безусловно. Значи никој не јас не бев привилегиран како водител на емисија да ги знам прашањата претходно, тоа е процедура стандардна. Така, јас ви ги кажав и сега ќе почнеме со тестирање. Само мажетната да напумпам на вашата рака. Сега што почне да пумпате, ја веќе чувствувам воздух да поголема, бидејќи како да ми мерат притисок.
пред секое тестирање ви кажувам бидете смирени, тестирањето започнува и на крајот тестирањето ќе ви кажам бидете смирени, тестирањето завршува. Треба да гледам во вас или? Ќе гледате право, обично се гледа во бел ѕид или светло плав, каде што нема други компоненти, односно предмети. Само да ги подесам параметрите на вашите срце и почнуваме. Затоа што секој човек има различни физиологија. Бидете смирени, тестирањето започнува. Тестираме лојалност кон компанија. Кон вашата телевизија, да. Значи, Лојалност кон Телма. тема на тестирањето ќе биде лојалноста ваша кон Телма. Добро. Дали вашето име е Горан? Да. Во врска со изнесувањето на информација од Телма телевизија, дали ќе одговарате вистините на поставените прашања? Да. Дали некогаш сте ги прекршиле правилата на работење во вашата компанија? Не. Дали сте споделиле доверливи информации од Телма на надворешни лица за ваша лична корист? Не. Дали некогаш сте кажале лага на своите претпоставени во телевизијата? Не. Дали смислено и со намера сте злоупотребиле средства од вашата телевизија за лична корист? Не. Дали сте навистина искрена личност? Да. Дали сте лојални на вашата телевизија? Да. Река се завршил? Секунда, уште едно прашање. Дали некогаш во животот сте злоупотребиле довербата која ви е доверена? Не. Добре, бидете смирени, тестирањето завршува. Сега да слободуваме спирањето ред. На жетната ослободивме. Дали е во ред сега? Да, супер е сега. Освен што го пробиваме времето, треба за кусо време да завршуваме. Јас мојот дел завршив, сега ќе направам алгоритмска пресметка, ќе ви ги соопштам резултатите од вашето. Нестрпен сум да чуем, веројатно и гледачите. Вие за во корист на вашата телевизија и во корист на вашите предпоставени, вие сте лојална личност кон вашата телевизија, од тоа што го согледав. Ние правиме посебни алгоритмски пресметки, но правечниот приказ покажува дека зборувате вистината.
Го поминав тестот. Го поминавте тестот во врска со оваа тема. Во врска со оваа тема немав ниту причина да не бидам мислен. Вашите претпостави да се грижат за вашето здравје. Ви благодарам, господин Божиновски, на добриот наот од тестирањето, бидејќи навистина е така. Бидејќи времето стикува, а темава е навистина многу интересна, еве јас ве повикувам и ве поканувам и кај нас во Телма да ја продолжиме дискусијата таму. Сега мора да се одјавиме. Благодарам и посакувам многу успешни тестирања во интерес на вистината. Ви благодарам и на вас што не посетивте. Темата е комплексна. Во секој момент ви стоиме на располагање да развиеме и да разглобиме повеќе детали околу работата на полиграф. Благодарам. Ете, почитувани, полиграфот веројатно ги покажува телесните реакции на телото кога ја кажува вистината, односно лагата, меѓутоа вистинскиот сооднос меѓу лагата и вистината е нашата совест. Останете на оваа фреквенција, имајте убав ден и довидување во следната пригода.